И започнуваме со нова епизода на подкаст на Бели свој со мене и колегата Ване Трајков. Да го прашам овој подкаст дали е добар, колегата Ване Трајков? Менете боли нешто? Поспано, после матурските здравието, како си? Фала Богу, но поспано некако овие матурскиве забави секој вечер по 2, но 4 вечери и така. Па и работа, и шетање, излегување со желудникот, како си тоа? После забави, После матурски? после мастика, па салата, па консумирање мрсна храна во 23, Да. 40, 20 пополно. Дали е тоа здраво? Баш ме интересира дали е тоа здраво. Нисам прашуваш Ќе ти си како да не знаеш, прашам. какво здраво тука, ајде што ќе се прави. Затоа Глава крши, а трн не крши. Да, затоа си поканивме денес доктор да ни даде одговор на сите тие прашања што и како се храниме, што се случува со нашиот желудник, ајде да кажем, на тие матурски вечери, мрсна храна, алкохол, јадење, пиење се. Добре дојде доктор Милица Трпковска, специјалист, гастроентерохепатолог. Се плашев за називот, дали ќе го погодам? Супер го кажа. Мене ми е смешно во смисол, ако докторката знаела како правилно да се храни, не би била вака сочна. Значи, јас не дојдов да коментирам како да се храните и да пиете. Тоа си е дел од боемскиот живот и е во склоп со емотивното здравје и менталното здравје. Тоа апсолутно дека го поддржувам. Не значи дека треба да внимаваат луѓето што јадат и што пијат, кои што си немаат мака. Па и тие што си имат треба да се релаксираат. Да, докторке, но многу често се случува, нели, ќе се најадаме се и после ни е тешко, па ајде апчиња, па ајде лекарства. Иако дел од животот нема ништо страшно. Колега, значи, може да се промени. Значи, Може да се вака продолжи. ти гледам концепирани прашањата. Чекаше да се вклучи камерата и да најде. Ајде. Ентерохеп, уште да го кажем? Гастроентерохепатолог. Јас си го А учев. после гастроскопија, кол... Дај бе, јас ќе ти ги објаснам на кратко. Докторке, не е проблем. Колешката ми интересира многу вака стручно. Истражувам. Целијакија. Прашање Вие стварно, вие ти многу си напреднови во медицината и во здравството. Многу често се викаме, нели, доктори, и морам прво да изгуглам се да знам што и како работи докторката. Ако го преведем ова гастроентерохепатолог, како би го преведела? Ами сврти се на кај мене што имам. Не, ова не ја го прашувам, не ја прашувам. Како, чекај сега, докторка, многу убаво ви објасни. Па шо каже на почетокот да колешки желудникот, бре? Не е само желудник, докторке, така, не е само Не, желудник, како да ли? го објасниме името, објасни. навистина е многу долго, но луѓето И тешко, доктор. И тешко. Нема потреба навистина обичните луѓе да се замараат со таква проблематика, но да објасниме сепак што нудиме ние во нашиот град. Еве, можеби за прв пат, бидејќи до сега луѓето одеа специјално во Скопје за такви прегледи и анализи, што е навистина финансиски трошок и физичко малтретирање и плюс отсуство од работа. Затоа што никој пациент не оди сам за Скопје, посебно ако има здравствена мака, оди со придружба и член на фамилија, рачунете сега тоа двајца члени под финансиски трошок за двајца, отсуство од работа и така натаму. Зошто? За да се прегледат во некој од ургентните амбуланти и за да добијат термини за прегледи, па потоа пак доаѓаат и така натаму. И тоа е финансиски трошок во недоглед и временска загуба, што е многу битно. Докторке, се го кажавте. Тоа да, ме кажи што е ова гастро тоа дека ние трошиме многу пари, не Боже ќе трошиме. Ќе го дискутираме и тоа. Гастро, да, гастро е желудник. Ентеро е црева и хепато е црн дроб. И тоа логија, нели, наука. И сега наука за се што јадеме, целата туба. Значи, од храново до желудник, тенко дебело црево, чмарот, вклучувајќи излезниот дел од дебелото црево, но и многу стомачни органи. Црн дроб, жолчка, жолчни патишта, панкреас. И сега сето ова вака звучи многу симпатично, но тоа е една комплексна патологија и во светот не е една болница како кај нас гастрооделение и тој доктор работи се. Тоа е невозможно. Тоа колегите што го работат го знаат. Не може еден лекар, може во Македонија се може, но не е вкусно со таква оптеретеност да се занимава еден човек и да работи толку опсежна патологија, поради тоа што не може да се фокусира. Тука спаѓа ултразвучна дијагностика, ендоскопии и се. Како е во светот една болница за црн дроб.
една болница за црева, една болница за тоа. Тоа е многу лесно кога сите медицински лица ќе се фокусираат во таа област. И ќе се специализираат и ќе имаме Така. подобри резултати. Што можеме Претпоставувам, ние сега да помогнеме со тоа? Ние сме една нова генерација која што излегува на веќе устручени специализации. Предходно беше нели интерна, па потоа одеа колегите на субспециализација. Тоа се да И прашам. сега Тоа веќе кај нас- гастроентерохепатолог. Како сега Каде? да се појави Не, случај. интернет, близко е до интерните, предпоставувам. Да, таа е гранка од интернистичката дејност. Така, значи, Така беше и на времето интерна медицина, субспециализација гастро. Сега државата направи пред неколку години да се од старт разделат кардиологија, пулмологија, гастро. Така да сите рематологија, тие така мислам дека беше Да. од интернет. кој што се срада. Кој се Така ние од старт ги опфаќаме сите тие органи со одредени манифестации, клинички, луѓето имат тегоби кои што се јавуваат на матичен лекар и тие ги посоветуваат да се јават кај нас на консултација и преглед. Извини. А почна, каде да најдам почна, не, не, извини. Каде да најдам, например, сега им бев на матурски, пиев, имал само тегоби у желудникот. И каде да најдам? Поминат матурските, ќе поминат и тегобите. Но во случај да не помине, си има Ситуационно тегови. врзано, така. Има тегови. Надежно звучи. Се што е ситуационно поврзано, како ќе одмине настано, така ќе одминат и тегобите. Тој што има здравствена тегоба и проблем и дијагноза не поминува така лесно со ситуација, туку е почесто се појавува. Треба да правиме разлика и ние колегите кога еден пациент доаѓа и се оплакува на одреден тип на симптоми и се само овој пат, само една недела кога еден пациент доаѓа хронично со тие тегоби и веќе е потребно исследување и лекување. Не Ама, секој доктор, јас пациент. секој утро си пием асипанчо 40 милиграма, така што Во ред. тоа не е хронично, односно Тогаш, кој е хронично? Тогаш повелете на консултација Ајде да те најдам. во Нова Лаб во Струмица од понеделник до петок, а ендоскопските сали за ендоскопска дијагностика се во хотел Цар Самуил, Бања Банско. Што ти е тоа са ендоскопско? Те малку... Тоа сега, тоа е како важно, што како спомна нешто денеска ново, нас- Струмица досега немаше такви прегледи. Имаше ајде да во кажем. јавното здравство, работи доктор Ленче Ѓургиева, околу една година мислам дека работи колешката, значи во јавното здравство се прават такви прегледи, се прават веќе една година, а ние започнавме, јас сум вработена од ноември во Цар Самуил. Така да ќе имат пациентите можност како во државна институција, така и во приватно да си ги направат тие прегледи. Да Се се бираат срещу парите, не? Да. Кој да се бира бираат. какви услови, некој не може да си дозволи. Важно е што луѓето имаат можност каде да се упатат за таков проблем, да биде во градот. Не мора да напуштат, додат во Скопје и да се соочуваат со непознат круг, непознати луѓе и со стресови. Друго е дома да се исследуваш, друго е во друг град. И што на прашање дозволи ме, па после ти прашувам. Ова кај вас вака на брзина идем, нема термини, пошто во јавно здравство ред термин мора да чекам. Да. И овде има термини, но не се чека. Зошто се тие термини? Затоа што самите, а за амбулантски прегледи, термините се во смисол да дојдеш и да не чекаш. Може би ти излезеш од работа и сакаш веднаш да влезеш. Да. Убаво е да се знае унапред терминот, но неколку сати или ден претходно. А за салите се креираат термини неколку дена однапред, од причина што колоноскопскиот преглед, колон е дебело црево, Скопје е снимање на камера, на ТВ монитор, имаме визија што се случува внатре во цревото, самиот преглед бара подготовка. Чистење на пациентот од фекали. Ова, како се вика, пиење, ова течност. Пиење. Сега има Тоа нови мислам течности, дека, кратки, современи и лесни. Не знам Да. дали е болна, не знам, јас не сум ја правила, не дај Боже ни да треба, не знам дали е болна или е многу непријатна самата постапка. Не знам колешки. Еве јас ќе ви одговорам како пациент, имам правено и гастроеколоноскопијата без успивање. И како пациент ќе споделам, не како лекар, едно е да ти прават, едно е да правиш. Значи, тоа е мултифакторијално од неколку работи зависи дали ќе те боли или не. Прво зависи од факторот пациент, второ од факторот градба на цревото, трето од самиот пациент, историјата, имал немал операции гинеколошки, четврто од кој работи, значи многу е битно и кој те работи. Тоа сакаш да кажеш докторот. Стручно. не? Како е тоа битно? Четврто, сега има колеги кои што работат индивидуално, професори и така натаму, кои што и како технички го имаат усовршено прегледот, но сепак овде мора да постои ендоскопска сестра, која што технички прави разни
покрети, на притискање, на дишење и така натаму, за да нема пациентот болки. Но кој е факторот од пациентот, што сакам да кажам? Покрај тоа дали има историја, има нема операции, дали е почувствителен на болка, затоа што ние вдувуваме воздух со апаратот кога влегуваме за цревото да се отвори. Не е толку страшно, слушај ме. Мислам дека... Ајде, слушај сега. Многу е забавно како нас сега што ќе не гледаат на екраните, така и ние на екраните, баш како во екран, влегуваме внатре и директно со камера ја гледаме лигавицата. Што е битното? Не само што е можна диагностиката, ако има некоја промена да се земе биопсија за анализа и брза диагностика, битно е кај колоноскопијата дека можеме на време да спречиме малигна болест. Значи, ако има пациентот полипи, израстоци, како брадавици, така просто сега да ги објаснам. Ако има во генетика карцином на дебело црево, тие луѓе можат да доаѓаат на скрининзи, прегледи, превентивни, кај што таа промена се отстранува. А немаат никакви симптоми за... Има светски критериуми за тоа, ако има во фамилија карцином, на 40 години треба да прави колоноскопија и покрај тоа што нема тегоби. Ако е од општата популација без фамилиарна генетска оптеретеност, тогаш над 50 години треба да има колоноскопија. Доктор, ќе сакате да кажете дека треба да се прават редовни такви контроли? Во цел свет ги повикуваат скрининзите редовно да ги прават. Сега како се прават? Ако ние немаме, например, јас правев затоа што имам во семејството. Ако немаме во семејството и сме здрави, немаме никакви тегоби, над 50 години се препорачува колоноскопски преглед. Но ако пациентот има уредна колоноскопија, уредна ќе објасниме малку поопширно што значи, ако има уредна колоноскопија, следната контрола е после 10 години. Ако има еден израсток, замислете еден да пропуштите е голема, уште еден. Так. Тој треба да прави на 5 години. Дури ние пишуваме 3 до 5 години, бидејќи свесни сме дека зад тие набори шансата да испуштиш нешто е голема. Многу страшен овој подкаст, колега. Окей, одлично ова. Да, не. Ама вака се ако не гледат нас ова и се си викат, овие зашто зборуваат? Да, слушаме гастро и колоноскопија и не знам како таму, ендоскопска сала или како. Ете, така добро сум го прочитал. Но сега луѓе околу нас што не следаат, ќе прашаат, добро, што е тоа важно? Зошто е важно да направи и гастро и колон, не знам. Да си го најде лекот. Да, ама дали превентивно да знаеме што например Така. Или кои симптоми, што треба да не боли за да дојдеме... Не боли, него зошто се прават тоа? Так, Зошто го правите тоа? так. Дали на некој му зависи нешто може да се случи, да се развие некоја поголема болест? Не знам, зошто го правиме се до тоа? Так. Најпрво да објасниме што е скопија. Гледање на телевизор. Скопија. Кој орган го гледаме, така го добил името. Гледаме нос, риноскопија, гледаме грло, ларингоскопија, гледаме желудни, гастроскопија, гледаме црево, колоноскопија. Во урологијата цистоскопија, така значи скопија е на телевизор да видиме со цевче, со камера кога ќе влеземе во органот, каква е промената на лигавицата на испитуваниот орган. Сега, зошто е тоа битно? Кој треба да се јави на преглед? Тие пациенти кои што имаат одредени клинички симптоми од органите кои што ги спомнав дека спаѓаат во мојата област на работа. Да почнеме пример од храновод. Пациентот од тежното голта има болно голтање. Слабе е или има хронична анемија, слабокрвност. Се спуштам сега надоле, просто ги објаснам органите. Не треба, Зошто го побараме нас, например, јас не знам. После одиме на кај желудник. Сега ќе ги објаснам сите симптоми, па што може да најдеме, па кои се лековите. Сега јадел едно време имал апетит, сега има намален апетит. Пациентите обично се смеат кога ќе ги прашам имаш апетит, јадам. Па јади, тоа е добро, јади. Јас се секирам кога ќе дојде и ќе ми каже јас многу убаво си јадев, а сега од 2 залака сум веќе сит. Тоа е загрижувачки. Не може пациент до вчера што имал 3 оброка, сега доаѓа со 2 залака е сит. Тоа нешто се случува. Има маса внатре која што притиска и дава сигнал на мозокот он е веќе најаден. Он не е најаден. Он нема место кај да ја стави храната. Значи киселини долго време, ждригање, болки, не си за таму чекај.
Матурски Знавме имаше. да минава. Почекај. Чекај, докторката ќе каже, тоа ќе ти помине. Да, има анализи, ајде одиме уште по симптоми, значи црна столица, крварење имал, подувеност после јадење или промена во фреквенција на цревни празнења, еднаш има запек, еднаш има диареја, болки во чмарот или болки овде, болки во грбот, сега зборувам за панкреатични проекциони болки или жолчка и многу симптоми. Најчесто пожолтувањето, да не заборавам да го кажам, како еден голем клинички ентитет во нашата патологија, посебно па и болното и безболното пожолтување. Некако болното пожолтување го сваќаме како бенигна патологија од причина што најчесто камчење го прават, најчесто. Безболното пожолтување малку почесто го гледаме амбулантски, е загрижувачки во однос на карциноми на панкреас, карциноми на жолчни патишта, не би сакала со карциноми да ја рушам позитивноста на емисијата. Да. Леш ќе видиме пожолтен сум. Не си. Црвен си ќе пукнеш. Добро. Ќе ти кажам, уште кога влегов. Колешка да ми го мислиме. Немаше да испуштиме Утре такво сама ќе нешто. го кажам, колега, нешто си ми жолт, ајде. Се сончеше. Доктор, ќе извинете што ќе ве прекинам, тука станува збор сега за не заборав. Не, нали, писаме, да. Да, тоа е веќе втор степен, после клиничкиот преглед. Малце зборувавме нели пред да почне емисијата. И моето прашање и пред да почнеме беше и сега ќе го поставам. Дали секој кој ги има тие симптоми мора, не знам, обавезно се праќа на тој преглед или е битно прво клинички да се направи детален убав преглед и да се избегне таа колоноскопија? Најбитно во медицината е клиничкиот преглед. Не постои ништо друго освен око, рака, нос и уво. Тоа, за жал, не знам кој е виновен за тоа, се заборави. Најмногу се лутам јас кога ќе влезе пациент во амбуланта и ќе каже здраво, јас сакам да се испитам тоа и тоа. Па тоа ме беше малку. Сите сега сите читаме на интернет, да. Добро. Читаме на интернет, сите Нема и проблем. он заклучил, докторке, јас сакам да ми направиш таков Во колоноскопија. ред, не се криви Што се луѓето, случува тоа со се тоа? случи со губење на недоверба во здравствениот сектор. Така. И луѓето, Да. откако пострадаа малку повеќе, луѓето почнаа да се грижат сами за себе, а достапноста на информациите е се поголема и Да. поголема. Тоа го прави паничниот страв. Сите луѓе се преплашени од болести. Тоа е мултифакторијално. Преку медиуми, преку се, луѓето се интоксицирани од лоши идеи и мисли и за жал на секој околу нас има по еден болен од карцином. Тоа е факт и реалност и околу мене е така. Зошто се лутам кога ќе дојдат така луѓето? Затоа што добро ќе испиташ и ќе дојде со резултатот, прочити ми го. Аха, и што да ти прочитам? И сега почнуваме назад. А тебе што ти е? Мене ми е тоа и тоа. Па ти треба да испиташ уште тоа и тоа. Сега веќе немам пари. Па што го испитуваше тоа? Да. Значи не може од зад тоа ми беше напред. прашањето, дали Преглед, директно преглед. се оди на тоа, да. Прво, колегите во матичните, и јас бев матична во Струмица, и те како ме знаат пациентите кои што бев матична, прво се сослушува пациентот, тоа се учи на медицина факултет. Тоа го знаат сите колеги дека прво пациентот се слуша, прво се гледа од врата кога влегува. Како се држи, како се однесува, иде сам, иде со придружба. Не би сакала да навлегувам во таа тематика, ма неколку јас сум лута на таа тема, бидејќи се почесто се работи, направи ехо, направи крвна слика и направи тоа. И што кога ќе направи? Каде е клиничкиот преглед? Оди на ехо, пациентот нема упатна дијагноза. Нема упатна дијагноза. Тоа, Зошто е пратен? Кај да гледа колегата? Што значи Пустите- упатна дијагноза, малку Работна појасни? дијагноза, кога Ако дошол, лешке- Напишано симптоми, Еве, да. например, работна дијагноза, акутен гастрит за него во однос на... Дека нервно нешто си болна и колката дијагноза. Не. Нешто не ми реагира убаво, Не, прегледате. дошол пациентот, лекарот според тегобите што ги гледа, според анамнезата што ја зел, според поплаките на човекот, колку време мине, не мине, од кога се Така. појавиле се, лекарот гледа, пипа стомак, луѓе веќе стомак не се пипа. Само ако дамна не се пипа. Срамота. Значи има работи Право клинички на- кои што не учеа на факултет и старите лекари го работеа. Така. Јас стажирав кај доктор Веслиевски,
Сите го знаеме, таму немаше не се пипа стомак, не се гледа со око, не се слуша, немаше такво нешто. И слушалка се ставаше на стомак, кога клинички ќе донесеш ти една одлука за работна диагноза, во тој правец го исследуваш. Има правци. Не може се да испита он денеска за сите симптоми он денес да се испита и после немаме диагнози. Лутат луѓето. Лутат. И се, доктор Кепа, навлегуваме една друга тема, јас пак ќе кажам дека... Темата е клинички преглед на пациент. Сега, значи, сакаме ова работна диагноза, да, своевремено била закон за лекарите. Сега додека не добијам од сите страни одредени резултати, Да, во ретев друго сега Кој ќе ги не води? сигурни. Ајде сега доаѓаме до клучно прашање. Он ќе дојде со 5 резултати. Каде ќе ги однесе? Кој го пратил тоа да го прави? Каде е почетното нешто на прегледот? Кога се согласувам. Он треба со резултатите да се врати на тој кој што го насочил на одредена диагноза и тој да го комплетира мислењето. Ако одреди одредена диагноза и ја поддржува неговата работа, он ќе даде за тоа терапија. Ако не ја поддржува работната, он оди на втора диагноза, кој нели не од се од прва јасно, он доаѓа пример жолт. Сега жолт може од 3 работи да дојде, стар искусен лекар според Може не си Матурски жолт. имал Не си 5-6. жолт, пласи, не се секирај. Стар искусен лекар уше од старт од вратата има 2-3 работни диагнози кај што он ќе го насочува прегледот. Можеби он знае дека 100% е првата, но мора тоа да го докаже. Не може да лутаат луѓето. Ама јас направив ова и сега кажи ми. Што ти кажам, ете немам со слушано тебе од старт што ти е. Знаеш зошто го прашав тоа? Многу од пациентите знаат да кажат, леле, докторите не знаат тука, не ме третираат убаво, не. Но можеби и вината е во пациентите, тоа што го спомна и докторката, не дозволуваат прво да се направат нели тие прегледи, Не е убаво да вината се во објасни. пациентите, Мери, не. Каква е комуникацијата Луѓето се помеѓу жални, луѓето лутаат, луѓето страдат од страв, не се луѓето криви. Јас и како матична можам да ти кажам дека не постои лош пациент. Колку да е тој безобразен, нервозен, и тоа е само страв, тоа е манифестација на страв. Лекарот е тој кој што треба било кој пациент да го свати, да го смири, да го насочи, па макар и да го повлече во соседна просторија. Не постои лош пациент, постојат исплашени луѓе кои што манифестираат страв на одреден начин. Не навлегувам во психијатријата, но знам дека и колегите ќе се сложат со тоа. Матичните, можеби не се сите експерти, сите завршиле факултет медицина и знаат. Имаат ориентација луѓето како и што се лекува. Матичните се оптеретени со многу администрација. Они немаат време се до посветат толку на многу да се пациентите. посветат на пациентите. Работев и јас матична, да не гледам сега јас толку одгори да заборавам како беше, потврди, рецепти, не знам што, не знам како. И они се оптеретени. И сега они ти доаѓа тебе една баба 5 пати во текот на месецот за болки во колената, ти мора да ја сослушаш, бабата е лута ако не ја сослушаш. Дедо, не е битно кој, младо момче со истиот проблем, надвор чекаат уште 10 луѓе, некој од нив е со дете 40 температура. Пример, и матичните не се за обвинување, и луѓето не се. Малку здравствениот систем не заплива у вода, се надевам дека ќе излеземе од таа криза. Ќе се најде Ама решение. луѓето не се криви, не секој си бара решение. Да, трпение Трпение да и имаме. решение. Ако малце залутавме во таа тема, комуникација, пациент, Мислам, апсолутно ме ареса што и специјалистот го кажува отворено дека мора нешто да се направи со тој здравствен систем во нашава земја да бидат задоволни пациентите. Јас не сум паметна тоа како треба се направи, но треба да си помагаме на наше локално ниво, да соработуваме сите колеги помеѓу себе. Јас имам прекрасна соработка со матичните лекари и со специјалистите. Дали сум таква звезда, јас не знам, но луѓето се сите прекрасни, соработуваат. Посебно пациентите, ако сакаат да им го најдеш чарето и ако ти се доверат, луѓето се трпеливи да им помогнеш. Сега има разни модели на помош. Не секој пат се оди на такви ендоскопии, не секој пат се оди на ехо. Ние, грото, тоа за нас ни е помошна алатка. Аха, мислам дека е тоа, ајде да ставам една сонда да видам дали мислам правилно. Можеби не работат сите така. Можеби некој не става сонда и мора да ја наплати ако ја стави. Можеби јас сум почетник па така размислувам. Како јас ќе се развивам понатаму, јас тоа не знам. Но ако лекарот има емпатија кон пациентот и е појдовното да се диагностицира и да му се помогне, ништо не е тешко. Ни сондичка да стави, ни да поразговара, ни да потпраша уште 5 пати како било и што било. Не сите доаѓаат и фино зборуваат, не секој знае фино да објасни. Има луѓе од стрес,
не знае да ти каже, ки почна да зборува за нешто пред 10 години, он не знае да каже како му е. Од Тоа е паник, умешноста на да. лекарот да ја води комуникацијата и диалогот со пациентот. Сега бара малку повеќе пожртвуваност, ама ако ја сакаш професијата, не е тешко. Муабетот ми беше преги за ехото што Касавме, да, спомнавме. да. Дали треба секој да оди на ехо? Мора да се има една насока што се бара од ехото. Сите колеги гледаат ехо на абдомен. Веќе е тоа во семејната медицина навлезено, има ехоапаратика и матичните лекари ќе сретнете. Не негирам дека некој не знае да гледа. Сакам да кажам кој е насоката и кои се очекувањата на самиот пациент. Јас сега ќе одам некој, тој ми рече имам песок. Не, тој ми рече немам песок. Што е упатната диагноза? Песокот во моментот е најнебитната работа. Ако упатната диагноза, промена на црн дроб, промена на панкреас, лекарот се фокусира на тоа. Исто разговарам и со колегите од рентген. Леле, ни доаѓа компјутер, ни доаѓа ехо на абдомен, нема упатна диагноза, општо болка во стомак. Не може така. Тоа Не може он да гледа на 30 органи во исто време. Мора фокус да има. Да. Мора да има фокус. Затоа е таа фината Сите се оска од научат. матичен Ајде, на кон ехо да видиш специјалист и оние. така натаму. Ама кај нас некако се Сите на ехо право. Мореме и да признаеме дека пак ќе кажем тоа е вина на системот. И комерцијата навлезе многу во Да, здравството. ама кога И тоа имаме има. систем кога зборувам се мисли на контрола. Дефинитивно. Некако мислам дека извини се, сета На своја рака доаѓаат, ај направиме едно ехо. Не. Да се смеевме на една средба беше и вака, јас вика можам да бидам матичен, вика, што те боли? Нешто тука ме сте, до интерно. Без вика, не знам и што ми пише. Замисли па тоа колегата го на интерно. Што те боли? Тука нешто знам, хирургија. Сега Матичен Па лекар. тоа Сега е клинички замисли. преглед, нели? Што Како е треба на да се дежурство направи? на колегите од интерно, мене ми е лесно да зборувам од позиција на диагностика и приватна здравствена установа. Јас работам во едни идеални услови. Кој дошол во Цар Самуил знае какво е, исто и во Нова Лаб. Јас имам време да се посветам на пациентот не еден час, 2-3, да читам дома за него и утре на контрола да го викнам. Јас имам време да консултирам специјалисти од Скопје, професори од други градови и цело време да сум фокусирана на некој потежок пациент. Што се случува со јавното здравство? Колегата седи надвор, има 30 луѓе. Од тие 30, 10 се и те како упатени вистински со упатна диагноза и со проблем, Сериозна болест, да. 20 се пратени оди на интерно. И сега колегата, како да го кривиме дали погрешил, кого има пред врата 30 луѓе? Со таа фреквенција да се работи. Види сега, доктор Хисан, да бидеме малку и покритични. Зошто па тогаш не дигнат глас? Колку пати е дигано гласа? Не, да дигнат глас, да кажат, па предпоставам дека ако евентуално се случува од Мери Јанчева, нон-стоп добивам вакви пациенти, јас ти кажем, извини Јанчева, ама ова го... Да, ама во не може смисла он да на не го упутите. прегледа. Он има лекарска одговорност на дојден пациент да го прегледа. Не може да го врати он пациентот. Никад се не зна. Сега 2 и 2 Тоа не се значи 4 они кој имаат нас. преглед со матичните лекари дека многу често Прави да се вратиме издаваат нова не, гастроентерохепатолог. Малку е збунето во системот, да. Значи Него ето, докторке, како ние, еве, јас и колегата не сме биле никогаш, мене ме страф, јас кажувам дека не знам што би ме натерало да го направам тоа. Ма не, идеме Ако кај неја. ќе се убедиме. Може да објаснам, доктор. Одиме кај неја. Докторката се Одиме кај неја. И ќе те прегледе. двајцата ќе. Не, тебе ќе те прегледа и ќе ти каже. А зошто јас прва? Оди ти прво, па искуство ќе ми споделиш. Слушува се прва. Па дамите нели На имаат психолог прва, тука прва. Дамите нели имаат предност? оти си жена. Дамите имаат Ама предност. секаде прва мене ме пушта. Дамите Кавалер. имаат предност. Кавалер. Да. И ти ќе влезеш кај неја и она ќе ти каже, дали ти е потребна тоа како се викаше? Успивање, нешто. Абе, Шо? Скопје, дали ти е потребно Скопје? Гастроскопија. Слушайте сега да ви кажам едно И на убава двајцата. работа. Ајде, покрај клиничкиот преглед, значи еве за еден фина диагностика треба добар клиничар, пациент, лекар, нели лекар пациент. Сега потребни се и некои алатки за помош за диагностика. Лабораторија, некогаш користиме и други алатки, еве Нова Лаб направиле можност и за генетска диагностика, молекуларна диагностика, течна биопсија, сега ќе ги набројам да не го уплашам. Ова мери, Тоа фактурата знаеш како Да. како Во беше фактурата, се да, да. молекуларна, биохемиска, Да. изотопи, не знам. Јас не ги не разбирам сите ти. Ајде ќе ги објасниме клинички преку диагноза за да се разбереме. Да, например, ако дојде некој со пример суспектен за интолеранција кон глутен.
ајде сега да спомнеме за тоа, за некои лабораториски можности, за да може да се разбереме што сакам да ви кажам. Тука кај глутенот имам уште една дилема, ајде објаснени прво. Најточна диагностика, 100%, така и по светски критериуми, е со земање парченце од 12 палашното црево и патолошка диагностика. Тоа се прави за време на гастроскопијата, се влегува во 12 палашно црево и се зема од таму парченце. Тоа е 100% диагноза. Сега, додека да се дојде до тој момент, сигурно и матишните и сите, нели, увиделе некоја клиничка слика, некои проблеми, лабораториски и така натаму, но има неколку работи што се прават. До сега се праќа пациентите на имунологија во Скопје, каде што се испитуваше една палета на антитела од брамбени клетки кон тој протеин. Сега може да ја направат истата палета и во Нова Лава. Да не мора да се оди за Скопје, плюс за автоимуни хепатити, плюс за одредени болести, генетски трубофилија и се. Има можност за неколку лабораториски анализи, кажи рече скоро за сите, да не мора луѓето да одат во Скопје да ги земаат анализите овде. На еден начин е заштита финансиски од патни трошоци, на друг начин е време за диагностика. Потоа, генетски анализи, кога зборуваме за глутенската интолеранција, покрај антителата ги земаме и генетските анализи, дали има или нема носителство на гени за тоа. И да има антитела. Ако нема гени за целијакија, ние не може да ја потврдиме диагнозата, мора да ја исклучиме. Тука ми е малце интолеранција на глутен, на протеини од јачмен, рж и пченица. Нешто успеав да прочитам, нели, пред подкастот, да се спремам и јас, да, интолеранција на глутен и алергичен на глутен, така? Тие се различни работи. Имунолошкиот механизам, интолеранција, неподносливост на одредено нешто. Добро. Алергија е вклучување на алерголошкиот механизам на IgE антитела, сега да не бе навлекуваме во медицина, и манифестација со алергична клиничка слика. Алергија, интолеранцијата знае да направи клиничка слика, може и неспецифично клинички да се манифестира. Не секој интолерантен на глутен има проливи и болки во стомакот. Може да има осип како херпес, може да има анксиозно-депресивно расстройство, болки по зглобови. Најпрво да расчистиме дека станува збор за автоимуна болест. Автоимуна, имунитетот нас не напаѓа. Да. Има многу автоимуни болести. Сега може би стана помодарство затоа што автоимуните заболувања не можам да кажам дека зема замах, колку што може би кај нас почна сега да се диагностицираат, ама се си мислам дека сепак зема замах автоимуните болести. И начинот на живот, и недвижење, и стресови, и се. Да, во таа смисла. Сега, чекај, се интересира, да, убаво ќе не објасни докторката, но да си прашам на самиот почеток. Убаво спомнавте, дали е помодарство сега тоа што сите се хранат, имаат режим на исхрана без глутен, па почнаа низ продавници да се продаваат, не знам, брашно, тестенини, смоки без глутен, па секој е, посебно кај децата сега актуелно е, секој е второ, трето дете алергично ми е на глутен или нетолерантно на глутен. Не сум јас, не сум. Дали ги прават сите тие испитувања што се генетски, како што спомнавте, или со некои обични испитувања или не знам насоки од сега што имаме советници за здрава храна, тие сватиле дека се интолерантни на глутен. Овде има неколку одговори. Без навреда, мислам, не сакам никој да навредам, но зошто одреден родител се одлучил така да постапи, не можам да кажеме. Зошто педијатрот така го советувал, сигурно имало причина. Доколку едно дете има клиничка слика за развој на интолеранција на глутен, со стомачни болки, со проливести столици, па и некогаш има и крв во столицата, намален апетит, не се развива, тоа е најмногу што на педијатрот ќе го насочи да помисли. Детето не напредува како што треба, ни во килажа, ни во висина, успорен раст, значи малку е по комплексна клиничката слика. Искусен педијатар тоа ќе го препознае. Не сметам дека некој педијатар туку така забранил глутен без да направи анализи. Сигурно има направено анализи, го има пратено. Што со тоа, не знам, пред 20 години никој не бевме ниту алергични на глутени. Може би не се слушаше толку за тоа, немаше социјални медиуми. Приказка, кај мене кога се роди керката, сега е 4 години, имаше проливи, јас викам ова дете е интолерантно на лактоза, стомаче како тие од Африка што ги дават вака бомбирано напред, проливи
ви сите, не му се втирува и на детето од 6 месеци, ништо не му е. Детето цица смислиш отров јаде. Детето ќе пукне од болки, од проливи, од грчеви во мешето. Не е битно, се направи анализи, добро, интолерантно на лактоза, почнаа сите колеги, леле, шо ме интолерантно на лактоза, испитај да не е на глутен, не знам што. За во однос на присуството на храна во продавниците, сакам да ти кажам. Знаеш ли што значи? Ние надминавме. Јадеме глутен. Знаеш ли што значи да одиш во продавница и да на твоето дете му треба безглутенска храна и нема. Јас не ми сидеше во Струмица. Одиш во Скопје, во Тинес, во Рансоред на палета на безглутенски производи и безлактозни. Мора да има. Дали е помодарство, дали мутацијата на генот го направила своето, па се почесто. Македонија е мала држава. Македонија е мала држава, тоа колку и да се множат меѓу себе, тој ген се потенцира и после неколку години ќе дојде до експресија на генетиката. Дали генетиката е во прашање, дали што е, ама ако едно дете има интолеранција на глутен, треба да се снабдат пазарите. Тешко е за еден родител, а да не зборувам за како се добива елам да земеш ти во аптеката безглутенско брашно, тоа се оди во Скопје на клиника и тројца конзилиум подпишуваат како гледалци, ќе ги излачи. Мислење за да може да земе брашно на рецепта, од тие 300 денари кило, а на рецепта му е пример, не знам, 130 денари. Тоа како лек се третира? Ти му месеш на него. Единствена терапија за целијакија е безглутенска храна. Безглутенската храна е многу скапа храна и ти му месеш на детето јадење со безглутенско брашно. Еве 1 кило брашно за 1 леп, кај се останатите намирници, производи што треба он да ги јаде. Се релативно поскапи безглутенски. Клиника со тројца подписници, а не ми е одобрено брашното доколку нема ендоскопски наод, барам кај нас беше така, не знам како е педиатриската популација. Дали е помодарство или не знам, но без докази за целијакија диагноза, за мене е непотребно да се става било кој на безглутенска храна. Така. Едно е да имаш диагноза, едно е да така мислиш. Освен кај автоимуните болести, каде што се смета дека глиадинот, протеинот на глутенот е најимуногениот протеин и е поврзан со активација на автоимуните болести. Тогаш се дава совет, тргнете го глутенот од храната. Ама ќе ви каже пациентот, имам ревматоиден артрит, имам хашимотов тироидит, имам друга автоимуна болест, таму е оправдано да се тргне глутенот. Ништо нема да му биде окапне глутен. Пожелно е да го тргне за да не провоцира развој на автоимуната болест. Ама дете, ако нема целијакија, не сметам дека треба. Пак педиатрите знаат зашто го тргнува од храна. Јас се добив одговор, колегата сакаше нешто да праша околу тие. Вака слушам докторке, прво помислив дека вас дали ви учат таму во Цар Самуил или како беше Нова Лап комерцијалиста, бидете вака добро ги обсервирате сите оние услуги здравствени кои што ги дават. Вака сега кога ве слушам, викам, ова професорка ли ќе станува по гастро предавања ќе држе секоја вечер. Мене ми беше зборот. Тоа е нешто што не го знаат луѓето, нели? Убаво е да се објасни на некој начин. Па макар и малце и реклама да биде. Способноста на објаснување, кажува. Дарба. Тоа сакам да го кажам. Дарба за објаснување. Викам дали ги училе таму, не знам, ама во секој случај добро вака комерцијалистички настапа сега и ова. Зборуваме за општи работи кои што немаат врска со Цар Самуил, тоа е општа проблематика. Мене ми беше волност на почетокот, ми изненадивте кога рековте ако сака нека јаде. Да не биде, не знам, некако така беше, но освен она генетско, или гастрото, односно желудникот, цревата, црниот дроб, она за кој што сте како специјалист. На што треба да внимаваме? Мислам, дали само генетски од поблиското семејство, или пак има влијание, тоа што велам јас, дека редовно не се хранам така како што треба, но ке мрсна храна. И тоа во континуитет. Ти реков дека си панче си пијам 40 милиграма секоја сабајле, тоа нешто укажува. Тоа не е дека само за матурските прослави сум бил таков. Кои се оние фактори кои што предизвикуваат
да се јавам јас, еве, или пак треба да бидеме внимателни, или сепак превентивноста е еден од факторите, односно нештата, начелата за кои што лекарите предупредуваат. Вашата предупредување? Два моменти сакам да ти посочам. Во врска со си јадам навечер и така натаму имам тегоби, а сега на последните гастроентеролошки средби во Скопје, многу се потенцираше и се разговараше за замастениот црн дроб во современиот свет и дека не е баш така наивен проблем како што мислевме на времето, дека е сепак основа за нарушена функција на црниот дроб и со текот на годините една основа за развој на рак на црн дроб. Во однос на дали јадеш или не јадеш и живееш боемски или не, еве, да не излезе во медиумите дека докторката не го сваќа озбилно проблемот, јас сакам друго нешто да посочам, тоа е втората работа на одговорот. Има една неколку, еве јас една оска ќе ти нагласам и сум поборец и сакам тоа и како да се развие во Цар Самуил. Значи, психијатарот Владета Јеротич, многу голем ум, кој што се занимавал и со теологија и со психијатрија, има предавање на YouTube, може да ги погледнете, Да. посочува за една оска психо, неуро, ендокрино, имунолошког система. Ендокрино се хормоните, имунолошкот е самиот имунодговор. Сепак има едно големо здравје во нашата психа. Не е само ние да бараме болести на еден пациент да му забраниме се. Еве сега ако ја погледнеме негативноста, јас бев излезен и јадев масно, пиев и така натаму, па ти имаш шеќер, па со црниот дроб може да си наштетиш со алкохолот и така натаму, со пушењето рак на бел дроб ќе добиеш и не знам си шо. Добро, а што се случува со твојата психа кога си бил ти излезен? Ти си се напил, ти си пил, си бил среќен и ти си поминал добро, па и во тоа има убавина. Не може ние да живееме во некој оклоп, погледнете што ни се случува во Струмица, фитнес тренери, инструктори, здрава храна ни изумре од карциноми. Зошто? Генетика е прашање. Кој е парадокс? Сите здраво деме живеат, Не може ние да не живееме и да направиме страв. Јас нема да излезам и да се забавувам, не напротив. Ние треба да живееме се по-позитивно, бидејќи веќе во светот се оди кон превенција, не се оди кон лекување болести. А и психата и здравиот ум е дел од превенција на болести. Имаше еден стар лекар на клиника, замина во пензија, за жал не така почитуван од колегиумот, не навлегувам во тоа, но ете лекар со искуство кој што водеше воспалителни цревни болести. И он стално ме учеше: Мими, моите пациенти не достигнуваат влошување на здравствената состојба, јас ги убедувам дека се здрави. Ги убедувам. Зборуваме за кронова болест и улцерозен колит. Ги испотепавте луѓето со терапија, јас по 20 години ги водам, викаше, погледни ми ги булки кога доаѓаат на контрола. Се смеевме. Не е за смеење. Ако ти човек го убедиш дека е во мисловниот процес силата, не туку така ќе зема една болест замав. Има и во тоа голема Добро, се согласувам со тоа, се согласувам. Мене ми беше зборот за овие гастроентерохепатолошките, нели, или заболувањата на желудник, на црн дроб и Што може да го предизвика друго? Што би можело друго да го предизвика тоа заболување? Злоупотреба и често користење на лекови, така се викаат нестероидни антиинфламаторни лекови, ибупрофен, вентор, диклофенак. Некои ги пијат често за главоболка и сега прашањето зошто пациентот имал често главоболка и шијас, нели, тука наблегуваме од друга. Аспиринот кој што е често даван во превенција на кардиоваскуларните болести. Ако се трефне кај еден пациент во истиот период да пие аспирин и таква терапија нестероидни антиинфламатори, еве доаѓаат пролет, есен, кога и текако нашите луѓе правење ајвар се укочени у кичмата, подат неколку дена на инекции, тоа така се става и дексазоник, етонал, све збогатено, кортико. Значи, сето тоа има влијание на желудникот. Има и една друга дискусија, баш и на конгресот ја дискутиравме, што со пестицидите од зеленчукот и овошјата. И тие влегуваат во канцерогеноста на нашите органи.
Но Helicobacter pylori и како е позната дека е причина за правење на чиреви на 12-палачно црево и желудник. Хроничниот гастрит не се занемарува, он се страда 20 години од желудник. Па баш он треба да се евалуира. Хроничниот гастрит е основа за развој на карциномот на желудник. Значи, треба да се следи степенот на промена на клетката. Хеликобактери поху. Пилори. Пилори. Јас го имам. Добро. Па ти се имаш, Океј, бе, колега. еве ваде. Поактивен. Ако убаво Не, што чекай, кажа дека сите го имаме имаш. тоа, Сите така? го имаме, да. Но, Не, Сите го го нема. имаме, само што некој не е активен толку. Па некој те фино утешио, ја мислам. Го немаме сите. Како го имаме сите? колега, не Го си немаме на сите. клинички преглед. Не психички, не треба малку да... Некој добар клиничар те проценил и така те утешил. Не се секирај, не си секирај. сам, не си Сите го имаме. Ама кај тебе малку Ама јас поактивен. си го немам, еве, јас Ама го имаш. Тука Не. исто така има критериуми и многу ти е фино прашањето, бидејќи се повеќе се соочуваме со грешка во лекувањето. Ако еден пациент, едно време беа ставовите, нема клиничка слика и да има бактерија, нема лекување, бидејќи нема клиничка слика. Сега се сменја правилата. Ако пациентот има Helicobacter pylori, и како треба да се лекува. Си има протокол прва, втора, трета терапија и така натаму, но Тројна. што сакам да потенцирам? Пациентите, самата терапија, двоен антибиотик, месец и пол таму тие ИПП препарати, нолпаза, еманера, што ќе се даде, да, е сега, кога ќе заврши тој тип на терапија, 3 недели пауза од лекот, па контролата е од столица за присуство на бактеријата. Ако тогаш ја нема, е излекуван пациентот. Ако ја има повторно во столица, се оди со втора линijска терапија. Доктор ќе благодарам за... Пациентите взимаат анализа од столица за време на терапија. Тоа е лажно негативен резултат. Не може да пијат нолпаза, аципан, кој е било и да е од тој тип на лекови и да прават тест. Не, тоа е лажно негативен резултат. Точност 100% има кога се зема биопсија од од еден дел на желудникот, антрум, ние го викаме, таа е на пештера пред... Таму кога ќе се зема парче, на лице место кло тест, тоа е 100% диагноза. Но повторно се соочуваме со проблемот. Нема тој тип терапија, бидејќи има лажно негативен резултат. Доктор, ке на крајот од подкастот, јас мислам дека Ване ќе излезе дека е за колоноскопија, гастроскопија. Мислам дека треба еден преглед да му да, се... за Ќе колоноскопијата излезе за сакам да таму. кажам, убавина е што луѓето можат да ја прават во едни такви услови, интимни, бидејќи на клиника се знае како се прави, нели сега тука се колегите, тука се прави едукација, нема збор. Тој преглед, кажав и на почетокот, зависи пациентот дали е опуштен. Значи, на вистина е непријатен, луѓето надоле се слечени, нели, во едни специјални гаќи, никому не му е пријатно таков преглед. се Но ако прави. се знае дека може да превенира од лоши болести, може диагностика кај луѓето со хронична анемија, подувеност во стомакот, имал редовно празнење, сега има промени во цревно празнење, има карварење во изметот. Значи, сите тие мора да се исследат ендоскопски, посебно над 70 годишна возраст, па и над 50. Не може стар човек над 70 години да дојде со анемија и ние да не помислиме дека он има од негде невидена крвозагуба. Треба да се направи и гастроскопија и колоноскопија. Не ве прашав само за желудникот, еве, тоа што кажавме проблеми. Кај Ване се обраќа. Вана ќе го лапа цревото, нема се секира. Нека каже уште еднаш што има проблем. Уште нешто само ќе дека дојде. се се откри. Че да извини. Како влијае нервозата и стресот На што? на тоа да се развие некоја бактерија, проблем во желудникот? Знаеме сите да кажеме од нервоза ме боли желудникот. Точно е тоа? Нервозата или стресот влијае на работата на желудникот, да кажем? Сега за специјалистички испит кога читав за гастрит и за улкусна болест, стресот не беше како фактор во причините за чиреви, но има чиреви специфични кои што се од стрес, ама тие се стресови после големи операции, после недостаток на мозокот со кислород и крв, големи крвозагуби, значи чиреви кои што се добиваат во шок соба и така натаму на интензивна нега. Јас мислам дека има. Знаете ли зошто? Една жолчка
па и било кој друг орган. Ние за време на стрес, нели, ладни стануваме, се препотуваме, периферијата останува без крв, затоа сме бледи, нели, како се спрема организмот ќе оде во борба. Целата таа ние викаме периферна вазоконстрикција, ги стегнале крвните садови, бе влија и на васкуларизацијата на локално ниво на органот. Па сигурно дека има во некоја етиологија дека тој недостаток на кислород на самото ткиво ќе предизвика гастрит. Или прегеска што спомнавме, што ќе видиме со... Да, ја го убедувам се, ја го пазарам, чекај. Што ќе видиме со цревото, што ќе видиме со цревото кога ќе влеземе внатре? Значи, така ги викаат трите и инфламација или инфекција или инфилтрација. Значи може да се види туморозно ткиво и воспалителен процес, па и некој инфективен процес. Ама дали стресот влијае, не можам да кажам дека не влијае. Не за друго, да не мисли дека од мене нешто му се има случајно. Да не дојде да ти каже, еве Мери ме нервира во подкастот и доктор ќе од тоа. Затоа си прашам. За се во медицината има дека нервозата влие. Ама тоа на мускулите, тоа е друго. Слушај, Извинен докторке, сега молим те, убаво си рековте дека по новата литература, иако таму на конференцијата не, односно вие по специализацијата таму што сте училе, не сте сретнале каков ризифатор, но постои нервозата. Така да те молам да не ме нервираш, ако имам ја проблеми со желудникот. Хелиобактери, што Имам беше друго? хеликобактери, полихори, полихроно. полихороно нека биде за тебе, ако Но јас така не звучи сум го полесно. предизвикала тоа. Достапни сме за диагностика, има услови за работа. Нека повелат колегите кои што имаат индикација кај пациентите за соработка, исто и пациентите кои што самоволно еве доаѓаат и сакаат клинички преглед. Зборевме со тебе пред да почнеме за можноста за комуникација со лекарите од другите градови. Едно време Тоа ми беше лекарите- интересно, докторке го спомна Телекомуникација зборувавме. соба, така беше? Слушај колега, соба за телекомуникација. Да. Ако имаше во јавното здравство. има, Го така, има, така, но тоа зборувам, муабетот ама беше не дали функционира. се тоа. Тоа е, Зошто значи, не функционира? Телепатски, јас и ти, само преку, како се вика, преку, ти од таму, преку телевизорот, ќе водиме подкаст. Не сум многу баш убеден, кога нема ова директно вака. Не, Тоа е за друго, професорите. не, друго беше муабетот. дека можноста за комуникација, еве на пример, ќе снимам јас наут. Добро, тоа Да. е Да не се оди по секоја цена за консултативно Скопје, не докторство беше. Лекар, Да. Зошто јас да го правам трошокот, само да Да, направам еве јас за консултација во мојата, Скопје, да, не за ли? мојот, на пример, јас наудот ќе го снимам, гастроскопија или колоноскопија. Тој наут, не само што пациентот ќе го добие сам да си консултира друг специјалист, јас можам да го пратам на некој. Ние сме во голема предност лекарите од овој век. Ние меѓу себе сите комуницираме со специјалисти од Охрид, од Софија, од Скопје и можеме второ, трето мислење, не пациентот да бара, пациентот има право да бара, ама и ние да се преслушаме самите себе што сме погрешиле, како. Значи тоа е многу убава работа. Како и дали функционира во јавното здравство, не знам, но тоа е големината на денешницата, што сите можеме преку слики, прати, нели, видео прати, сите да побараме второ мислење бесплатно од колега. И луѓето се во голема предност. Ако сака лекарот да работи. И ако не му е срам да признае што е ова, не знаме сега, ако му е срам да си праша, кошта ќе. Пациентот ќе страда. Кога Пациентот ќе ќе го кошти страда. пациентот? Се кошта. Се кошта во денешно време, да. Докторке, дали може кај вас да се дојде на обична консултација? Апсолутно дека може. Пациентите знаат, кои што има доаѓано на ендоскопски преглед, дека сите консултации им се бесплатни. Јас не ги закажувам пациентите здраво, јас сакам колоноскопија да правам, закажеме. Не. Јас прво ги прашувам и воопште не ми представува тежина зошто го бараат прегледот, какви индикации имат, дури ако некои немаат индикации, ги посоветувам да земаат одреден тип терапија, да почекат или било што. Тие што имаат индикација, ги закажу и доаѓаат на преглед и прво се прегледуваме, добиваат и бесплатно ехо, ако нешто мене ме интересира, зошто би ме интересирало? Некогаш луѓето очекувањата за диагностика и моето мислење што би нашла кај нив не е исто. Јас можеби сметам дека мириса на алкохол, можеби има оштетен црн дроб, чекај да видам да не се проширени варекси.
сами ние си помагаме, има диагностички помагала, но да, консултации апсолутно се прават. Нека повелат ќе разговараме. Нека биде тоа апел до сите Да си помогнеме во за наша превенција. близина, што се да не мора да одат во Скопје, да одат на една консултација. Да се оди Јас и во колегата Скопје. секако ќе дојдеме на една Секаде може да консултација. се оди на преглед. Значи, луѓето имаат право да бират кај може да одат на преглед. Јас сум овде, ендоскопските сали се во Цар Самуил, јас сум во Нова Лаб. Изборот е на пациентите. Убаво е да кажеме и да знаат дека има и на приватно гастроентерохепатолог. Кој кај ќе си оди, тоа си е негов Нека избор. одлучат самите пациенти. Да. Доктор, ќе ти благодарам за овие... уште имаш... уште една болест ќе каже сега. Уште има за... Шо е сега? Која е специализацијата гастроентеро... 6 години. 6 години. И со породилност 7. Чекај, само специализација, а плюс медицина факултет. Плюс медицина факултет. 12 години вие ука. Правилно. И 4 средно медицинско. Заборавив дека нешто приватно сега го интересира. Од каде Мене љубовта, ме интересира зашо? многу работи, не, тоа. Повелете. Не, сериозно, еве кога веќе отвори. Зошто баш гастро? Кога сите сакаат лекари да кардио, не знам, тоа као нешто. Интернисти. Нема веќе интернисти. А сите се специализирани, да, заборавив. Има и добро. општи интернисти. Ама Има. сите сакаат да бидат нешто поспецијално, оваа субспециализација. Ама кај се најде па ти, односно, како дојде љубовта сериозно, гастро? Има многу интервенции. Јас сум многу темпераментна, луѓето што ме знаат дека сум многу Забележавме. темпераментна. Фала. Сега сум мајка станата, па малку се смирив, иначе сум темпераментна по карактер. Не сакав да работам нешто што ќе биде монотип, само една дејност. Викам, леле, ако ми досади, шо ќе правам? Кога прво работев педиатрија кај доктор Македонка Глигорова 2 години, убаво работно искуство, ама некако напорно, деца плачат, викам, леле, да станам да си одам, многу напорно дојде. Отидов рентген, фатив тоа поучинок таму што беше нешто, се затвара пособите со сликите, ништо не може да научи, се вратив од тоа, пев матична. Како што работев матичен лекар, од секој сум сакала многу крв. И многу крв, да. Ама не можев гинекологија, затоа што тоа што го сакам од гинекологија беше родилна сала, природни пораѓаи, не и гинеколошкиот дел. Јас акушерија сум сакала. И што ќе одам да не ми биде досадно? Има ехо, има и гастроскоп, има и колоноскоп, а таму се има различно. Ако едно не се работи, ќе работиш второ, ако второ не се работи, трето. Викам, тоа ќе да е за мене. И конкурирав и ме прима. Кога отидов, па ти не знаеш како сум се разработил. Викам, ова било за мене. Па држаш овде, како да работиш со виолина. И така, многу си ја сакам Таа амбиција, професијата. значи гледаш да се напред. Да, амбицијата. мануелец. Мануелец сум по природа, таа е работа за мануелци кои што се острумни и брзо одлучуваат. А немаш консултација, не правиш консултација? Консултација за? Кога нешто, викаш, одлучуваат веднага, не размислуваш нешто да се консултираш, например, Има работи кај кои што и те како треба да се консултираш, посебно ако се многу критични и ризични. Но најчесто лекар-клиничар, кој што водел болнички пациенти и дежурства, одлучува сам. Да. Таа е тежината на работата. Да. И сега нас не гледат младите, мислам ова што го зборевме некако за младите, не толку, ама ќе кажат, тато слушнав, чичо слушнав, тетке слушнав, ама не слушнавме кои се суми, кои пари, за кои пари станува зборевме. Јас, например, да дојдам сега да направам еден гастро, не знам, Никако да го запамнеме тоа. Обичен амбулантски преглед 1200 денари. Консултација е 600 денари. Гастроскопија е 7000 денари. Ако користиме аналгоседација да ги успиеме да не го чувствуват прегледот, тоа е 10.000. Прегледот на дебелото црево е 8000 денари и ако ги успиваме да не го чувствуваат прегледот е 12.000. ова во Цар Самуил. Ова е промо период од 6 месеци
Понатаму цените веројатно ќе се покачат од причина што расте и цената на пазарот и интересот. Сега за сега се тие А добро, цени сега така види, работат. немаме многу приватни гастро, мислам така, овде на пазарот, само 20, колку што знам, разбрав, Ленче Георгиева во јавно здравство и Мими Трпковска во приватно здравство. Ами ова со многу лап. Леле, да колега, чекај. Ова ги интересира Така е, луѓето, искрено така е, ти така е, кажам. така е. Ова кој ново лап што рековте, молекуларна, што ти знам таму скапи, и тоа е пак на приватно. Генетско. Генетско, да. Да, тоа е на приватно. Имаат убави тестови, зашто зборувам имаат, затоа што си има вработена девојка кој што е молекуларен диагностичар. Таму се прават два типа на анализа. Фамилија која што е генетски оптеретена за неколку типа карцином, пациентот може да испита дали ги носи истите гени за карцином. Тоа е едниот тип на испитување. Анализите се праќаат во Германија. Од таму одредуваат извештај им стасува на пациентот. А вториот тип на тестови, течна биопсија, која што мене искрено ме воодушеви, е за карциноми кои што пациентот има клиничка слика на малегна болест, не се наоѓа во моментот каде е, треба да се заштеди во време, тогаш се зима примерок, се носи во Германија, не само што добива кој тип на карцином го има, туку и на која онколошка терапија ќе реагира. Се прават тие испитувања, да. Овде сме имале многу Но тоа е припомош во кога- диагностиката на малигни болести. Ако карциномот е на желудник, пример сега, ако е виден на компјутер дека е на желудник или на дебело црево, јасно дека ќе се бара биопсија од достапноста на туморот за биопсија. Зборуваме за карциноми најчесто кај ситноклеточните на бел дроб, кај панкреас, недостапни за биопсија, тешко откривливи, кај пример сега има некој меланом, кај ќе ти текне тебе некоја бемка е промената, тоне пациентот го исследуваат од сите можни страни, никој не може да посумња од кај доаѓа, освен метастази во црн дроб, ако има од меланомот, па да ги биопсираат. Значи, се прават тие тестови и се од голема напредност во медицината. Скапи се тие тестови, веќе кога Не знам зборуваме. цена да ви кажам за тоа. Сигурно. Ма тоа е се приватно. 800-900 евра, не знам да ви Сте кажам. планирали професор да бидете на медицински факултет? Немам такви амбиции. Јас сум задоволна само со задоволни пациенти. Немам никакви амбиции за професор. А вака кога вас слушам, јас мислам, ми иде мерак вака да се запишем на медицина. Ако. Јас и на пациентите им објаснувам, но немам никакви амбиции за напредок. Тоа ми е се што постигнав и задоволна сум. Јас мислам дека докторката ќе ни биде многу од користи тука како доктор, Драго ќе ми лекува е, пациенти и Не, тоа отворивме е на тема која за кој што слушаме дека се зборува па чир на желудник, па нешто црево, што да знам, но ова Да, е грозно, да, шо е Во секој случај, да имаме поблиску, но да знаеме да се обратиме на вистинското место, тамо кај што е потребно, да не лутаме, бидејќи на почетокот рече и докторката, дека можеби од незнање и она што го слушаме вака, добиваме некоја перцепција. Вака, кога од стручно лице дознаваме, полесно ќе се најде Да не лек ги за секоја плашиме болест. ете, така. Стресот е голем фактор, психо-неуроендокрино-имунолошкog система. Значи, можеме и вечерва да се напиеме една мастика и јас и... Па мастика лечи желудоц, има на сон, слободно. Немој да се писнава дека... А јас ќе му кажа Ципа, ципа. знаеш ли се? Ќе се провериме Да со си тебе, пиеме. ќе се решиме амбулантски, не се секирај. Да. Доктор, ќе ти благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас. Нешто да јас едноставно сум фасциниран и се мислам 12 години, леле, ова учење, а ја и ти колешки по 4 години, бла, бла, бла. Нема По ништо 4, врска, јас бев битно е 4 да на сме сите факултет, среќни. 2 Па постдипломски. ти имаш магистратура, Тоа имам, да. јас па заборавив. Значи секој во Што беше? својата област, Што беше? стратегиски менеджмент. Што е Денес тоа стратегиски па справам стратегија за секој подкаст пред да почне подкастот. Комуницирам со луѓе, се Тоа сум согласен, запознавам. тоа сум согласен. Гледам што сакаш ти да слушаш на подкастот. Интересно ти беше сега. Да. Дозна многу работи. Морам да признам. Па таа е таа стратегија што се прави пред. Да. Благодарам што еднаш. Да. Благодарам и на вас. Ке се сретнеме пак друг пат на одредена тема.
за одредена проблематика, сега ова беше општо да ги запознаеме луѓето со моето повторно присуство назад во Струмица и дека сме достапни за консултации. Так, ви благодарам. Мислам дека добивме многу убави совети и за помладите, и за постарите, а се друго што ги интересира, слободно може да ве најдат во Нова Лаб. Нека повелат. А ние се гледаме наредниот подкаст со мене и колегата Ване Трајков.